Среда, 29 јануари, кратки вести во 12 часот. И синоќешните мерења на државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух повторно го сместија Охрид меѓу најзагадените градови во државата. Мерењата во 18 часот покажаа 230,99 милиграми на метар кубен концентрација на PM10 честички. Токму оваа тема предизвика најмногу внимание периодов наназад на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите бараат од соодветните институции брза реакција, затоа што проблемот останува со години наназад и како никој да не води сметка за истиот. Во втората половина од јануари е забележливо намалување на нивото на водата во Охридското езеро, што и онака е под просекот за овој период од годината. Според денешните мерења, нивото е на кота од 693,20 метри надморска височина, што е за 15 сантиметри под просечното ниво за овој месец и 10 сантиметри над минимално дозволената кота. Во првата половина од јануари се бележеше минимален раст на водостојот, но во втората половина константно е во пад. Последнава недела нивото е намалено за 3 сантиметри. Македонската традиционална теквондо федерација новата надпреварувачка сезона ја започнува со организација на национален семинар за тренери и судии. Наменет е за лиценцирани тренери А и Б класа и судии носители на црн појас прв дан до црн појас петти дан. Може да учествуваат членови од сите клубови на федерацијата и сите љубители на теквондото. Семинарот ќе се одржи во петок во спортската сала на теквондо клубот Хваран Китафа во Лескоец, а пријавувањето истекува утре. Времето денес променливо облачно со услови за повремени локални врнежи од дожд, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.